Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев е сценаристот и режисерот на случајот Рекет. И тоа веќе сите го знаат. Зоран Заев е капо ди тути капи и Зоран Заев е главата на криминалниот октопод кој 3 години ја пустоши Република Македонија. Тоа што целата јавност го знаеш изминативе месеци по обелоденувањето на случајот Рекет, сега веќе се потврдува јавно. Зоран Заев бил целосно во тек со изнудите, злоупотребите, политичките притисоци преку кои работела медиумско-обвинителската машинерија. Целата јавност сега слуша и гледа дека Бојан Јовановски алијас Боки 13 и Катица Јанева не можеле да рекетираат милиони евра без да имаат политичка заштита од највисоко ниво. Случајот Рекет очигледно се прикрива од страна на обвинителството на Русковска и Јовевски, кои што се во директна спрега со Заев. Вчера јавноста беше сведок на шокантен доказ презентиран од страна на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, а доставен од свиркач, кој иницира дека лицето Зоран Заев не само што остварувал редовни и непосредни комуникации со Бојан Јовановски, туку и директно го помагал финансирањето на неговата телевизија. Јавно го прашуваме Заев да ја одговори на јавноста, да не ја држи во неизвестност, иако веќе се знае дали ова лице кое што говореше на снимката е Зоран Заев. Ова е нова светлина на случајот кој што Русковска и Јовевски го заглавија само на 20 или 3 осомничени. Новата аудио снимка покажува дека ова лице, за кое се сомневаме дека е Зоран Заев, директно бил известуван за сите операции кои што ги работел Бојан Јовановски, односно сопственикот на 1 ТВ, Поки 13. Односно знаел дека изнудил пари за рекламирање на телевизијата, мамел бизнисмени за проектот на неговиот меѓународен сојуз, но најстрашното, кое што се отвара сомнение, дека на ваков начин лично СДСМ или владата на Заев на неколку пати помагале на телевизијата 1 ТВ, која што е во собственост на Бојан 13, главно за маркетинг, уште од октомври-ноември 2018 година. Да подсетиме дека токму во овој период се отвараа случаеви на СЈО, за кои подоцна се потврди дека биле исценирани само за да се изнудуваат милиони евра пари од страна на бизнисмените кои што ги инволвираат во судските предмети. Бидејќи веќе се гледаат контурите на главата на рекетарскиот октопод, редно е Заев конечно да ги открие деталите околу бројот на бизнисмени кој е рекетиран и вкупната сума на пари која што е ограбена преку спрегата Боки 13 Катица Јанева. Инаку, во јавноста изминатите месеци излезе сомнеш дека се работи за сума од над 20 милиони евра. Колку време Зоран Заев знаел за нелегалното финансирање на телевизијата на Бојан 13 и освен со премолчување, на кои други начини го помагал незиното финансирање? Дали Зоран Заев бил вмешан во изнудувањето на пари на бизнисмени за фиктивниот проект за старечки домови, кој што Боки 13 го водел преку неговиот меѓународен сојуз? Дали Зоран Заев помогнал милиони евра да завршат како наводни реклами во телевизијата, која што, како и што тој самиот ја нарекуваше провладин медиум? Зоран Заев е заглавен во аферата Рекет и тоа заглавен е до гуша. Залудни се сите обиди со нови лаги да се извади од целата ситуација и инволвираност. Залудно му е писанието дека немал никаква комуникација со Бојан 13, кога еве гледаме дека имал и тоа честа и бил добро запознаен за сите негови нелегални активности кои што ги вршел целиот тој период. Затоа Зоран Заев е соучесник на Боки 13, тој го помагал и прикривал и со тоа требало да се позанимаваат, се разбира, кои имат и барем малку професионалност и доблес и обвинителите. Ако не, тогаш после 12 април едно ослободено судство и обвинителство, кое што нема биде под спрегите на Зоран Заев и владата и СДСМ, ќе испита и ќе ги санкционира сите извршители, помагачи и прикривачи на овој милионски криминал кој што беше извршен минатите години. Благодарам. Повелете прашања. Видете, решела министерката решела Мизрахи е министер предложен од ВМРО ДПМН во техничката влада за труд и социјална политика и така и ќе остане. Таа е министерката која што
ќе биде министер во техничката влада. Во спротивно, наместо да бара Оливер Спасовски да се повлече министерката Рашела Мизрахи, треба малку да се позанимава со својата околина. Како, например, да побара се повлече Венко Филипче за милионските тендери, милионскиот криминал во кој е вмешан, да се повлечат сите инволвирани во криминал околу него со кои што секојдневно седи, вклучително и тој самиот, вовлечен во сериозни криминали кои што те гледаме дека излегуваат додека го водел Министерството за внатрешни работи. И навистина жалиме што ние немаме кадар соодветен за Оливер Спасовски, како што тој замислува дека треба да биде, односно кадар кој што треба да е компрометиран и да има склоности кон криминал. Жалиме за тоа, ние навистина имаме кадар кој што си ја тера својата професионалност и навистина е малку смешно, малку повеќе смешно да се обидат да сменат заради едноставена картонска табла во Министерството министерка која што си ја тера својата работа професионално, а од друга страна гледаме дека нивни министри се вмешани во милионски скандали кои што има и сериозни докази, но обвинителството се уште молчи. Апсолутно не треба тоа да дојде ни како тема на муавет. Наш предлог и министер од ВМРО ДПМН во техничката влада е господјата Рашела Мизрахи. То превлада вчера вечерта на извршниот комитет за да не го напуштите собранието, да учествувате во неговата работа, дали тоа беше заради законот за јавно обвинителство, кој патем има сознание дека веќе е закажана седницата за денеска? Законот. Во однос на седницата на извршниот комитет која што се одвиваше вчера доцна вечерта, имаше партиско соопштение во кое што имаше нагласено на кои теми се разговараше, меѓу кои мислам како најголема точка беше и најдолг период што одзема актуелната политичка ситуација и сето она што се случува, вклучително и работата на собранието. Во однос на ставот за законот за јавно обвинителство, за нас е ист и непроменет. Со овој закон Зоран Заев сака на сила да се амнестира од целиот криминал кој што го има правено, вклучително од вчера навака има плюс една причина повеќе, сериозна причина зошто да се обиде насилно да го протурка овој закон. Говорам за оваа снимка за која што денеска побаравме одговор од него, инаку представено од пратеникот Антонио Милошевски. Во однос на другите тековни работи од собранието, ние во текот на наредните ден-два очекуваме само да не се изгласа законот за јавно обвинителство и според договореното да се одржат изборите на 12 април, односно во наредните денови да се распушти собранието од страна на Талат Џафери. Кај Пендаровски на средбата беше договорено да има избори на 12 април и тие избори мора да се случат. Техничката група на ВМРО ДПМН во расправата за законот за јавно обвинителство. Затоа би ви упатил кај пратеничката група на ВМРО ДПМН или би ви одговорил подоцна, бидејќи за информација дека ќе се закаже седница денеска, дознав непосредно пред оваа пресконференција, но за многу брзо ќе може да ви известам во медиумите. Благодарам.